Од вечерва па се до 16 јуни на градот под Марковите кули ќе му се случува театар. Започнува 57-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој годинава ќе понуди 10 представи во официјалната програма, 5 во програмата на независна продукција што игра домашни автори, како и неколку дипломски представи. Нема струја за електричниот стол во режија на Дејан Пројковски, а во изведба на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот е представата која го отвора фестивалот, откако на годинашните лауреати, доајените на македонското глумиште Петар Темелковски и Петар Милчевски ќе им бидат врачени наградите за животно дело на платото пред Центарот за култура Марко Цепенков. Предизвикот да се селектира програмата за овогодинешното издание на фестивалот беше огромен, затоа што сметав дека на најстариот и најзначајниот театарски македонски фестивал треба да се покаже денешната актуелна театарска практика низ еден сериозен концепт. Концепт што ќе ни покаже каде сме и до каде сме, кој треба да не замисли сериозно да ја наметне потребата да создаваме подобар театар. Годинашното издание на фестивалот, освен представите, ќе понуди и секојдневна театарска програма за најмладите, Чернодрински за деца, разговори на тркалезна маса, промоции на книги, меѓународна конференција, изложби, како и секојдневни поставки на живи статуи и приказ на средновековни театарски изведби скомрахи, кои што ќе шетаат низ Прилеп и ќе ги покажуваат своите етиди. Исто така, во градската библиотека Борка Талески ќе биде отворена ретката и роднокрајна збирка во чест на авторот во фокус Коле Чашуле. Годинава, за прв пат, жири комисијата што ќе одлучува за наградите ќе биде целосно странска. Мики Радојнич, театролог, актуелен директор на Стерииното позорје, Милош Латиновиќ, директор на театарот и фестивалот Битев, и Јанко Љумовиќ, театарски продуцент и некогашен министер за култура на Црна Гора.